Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Ова пролет никако да запролети. Постојано врнежи, постојано ниски температури, неповолни за време за земјоделците. Во овој период од годината вообичаено дури почнували и жетвите во некои региони, но оваа година по се изгледа ќе биде малку одложена жетвата, иако производителите и одледувачите на житарици не се жалат на тоа како изгледаат за сега посевите, добро напредуваат и добра оваа влага за нив. Во Прилепско обележиме и почеток на масовно расадување на тутунот и таму овие врнежливи периоди се добредојдени, иако прават мали застои во околу тоа кога ќе треба да се засади тутунот на нивата, но земјоделците се снаоѓаат и секој момент го искористуваат да го посадат тутунот на постојано место на нива. Такво едно расадување забележавме во Прилепско кај новиот председател на Федерацијата на фармери, со кого што и правиме репортажа, имено да го представиме кој е новиот председател кој што ќе ја води најзначајната земјоделско здружение во земјава. Се работи за човек кој што долги години е во составот на Федерацијата на фармери, кој што е земјоделец од мали нозе, има и крави, и тутун, и жита и се поред. Во денешната емисија ќе погледнете и кусо интервју и со министерот за земјоделство за новиот предлог закон, за што предвидува кои се новини кои што ги очекуваат земјоделците и за каква е состојбата генерално во земјоделството. Да не должам многу, почнуваме па првата рубрика, тоа се агровестите. Во општина Прилеп се доделија 192 договори на земјоделците за вкупна површина од близу 500 хектари, информираат од Министерството за земјоделство. Овој јавен повик според Министерството покажува дека има голем интерес за ваков тип на јавни повици кај индивидуалните земјоделци за државното земјоделско земјиште. Вкупно со ланските јавни повици и 5 јавни повици кои што се спроведува оваа година се распределени близу 6000 хектари на државно земјоделско земјиште. За ова со земјоделците склучени се над 2100 договори, што покажува дека интересот за ставање во функција на државното земјоделско земјиште е повеќе од очигледен. Исплатени се речиси 130 милиони евра за субвенции досега, со кои се расчистија и најголем дел од долговите, односно за останатите неисплатени субвенции кон земјоделците за 2022, 2023 и 2024 година. Според Министерството, во моментов она што следи за исплата согласно последниот законски рок 30 јуни е исплатата на субвенциите за одгледувачите на овци и одгледувачите на говеда. Последни субвенции кои платежната агенција ги исплати беа во висина од 1,7 милиони евра кон 7150 земјоделци. Со оваа реализирана исплата офатени беа субвенциите за остварено производство од домат, пиперка, краставици, корнишони, зелка, граф и компир на отворено и во пластеници од програмата за финансиска поддршка за 2024 година. Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои оствареното производство го имаат предадено на регистриран откупувач, вклучително и произведените градинарски култури за потребите на сопствениот преработувачки капацитет. Министерството за земјоделство најавува дека за 10 дена ќе излезе новиот јавен повик од програмата за рурален развој, односно популарната мерка 50-50. Ова значи дека преку популарната мерка 50-50 земјоделците плаќаат само половина од износот на инвестицијата за купување на нови трактори, друга механизација, опрема, основно стадо, подигање на насади, поставување системи капка по капка и слично. Сите апликанти кои ќе набават приклучна механизација, трактор, тука ќе бидат вметнати и антифрост системите капка по капка ќе бидат кофинансирани со 50% од набавката на инвестицијата. Оваа мерка е за да им се помогне на земјоделците да го модернизираат своето производство и да бидат уште поконкурентни на пазарот. Во тек е геодетско мерење за изработка на трасата од проектот за изградба на цевководот за наводнување на земјоделски површини од хидросистемот Лисиче, со кој ќе се наводнуваат околу 3500 хектари површина во поширокиот Велешки регион. Ова ќе биде главен цевковод кој ќе има своји секундарни мрежи. Цевководот за наводнување на земјоделското земјиште ќе поминува од селото Лисиче преку Голозинци, Еловец, населба Чашка, преку Горно Ризари и ќе завршува во селото Раштани. Како што информира од јавното предпријатие Лисиче, проектот за наводнување започнат е да се реализира во 2019 година.
Поштовани гледачи, на актуелни теми поврзани со земјоделството, дојдовме во Министерството за земјоделство. Министре, ви благодарам што одвоивте време за ова интервју. Првото прашање секако е поврзано со новиот закон за земјоделство и рурален развој. Доста интересна тема, предизвика бура реакции кај земјоделците, особено мерката за 100.000 евра за млад брачен пар да се врати на земјоделство, но кои се другите новини што предвидува овој закон и во каква фаза е сега? Дали може кој сака слободно да се прикачи на платформата Енер да даде свој коментар, бидејќи ова се уште не е финална верзија на законот? Законот за земјоделство и рурален развој е основата на постоењето на земјоделството и регулирање на процесите. Се одлучивме на една ваква измена се со цел покрај усогласувањата кои што следат со европските трендови да направиме една модификација и реструктурирање на целото земјоделско производство. Точно е, закачен е законот на платформата Енер, уште 20 на дена мислам дека преостанува да биде на таа платформа, каде што сите оние кои што чувствуваат потреба може да се информираат, да дадат коментари по однос на тоа законско решение. Ние како Министерство и работната група која што учествуваше, во која што беа вметнати науката, дел од земјоделските здруженија и федерации и така натака, го понудивме ова едно решение кое што е момент за размислување, се со цел пред финалната носење на одлука да ги собереме сите мисли, нормално ќе има јавни расправи и така натака. Би спомнал три основни постулати кои што се регулираат во делот на овој закон. Тоа е уредувањето на пазарите, регулацијата на откупот на земјоделските производи и така натака. Знаете дека во минатото што е многу важно. Многу важно, многу пропусти во изминатиот период, многу недоречености во постоечиот закон, што остава простор за заобиколување на процедурата по незадоволство од земјоделци и така натака. Така да еден од главите кои што ќе биде посветено е точно во уредувањето на пазарите. Нудиме и нови мерки, кои што спомнавте, една е враќањето на млади брачни парови во рурални средини, започнување на земјоделска дејност и така натака. Оставаме простор да ги слушнеме мислењата, како што кажав, ова мерка ќе се доработува, меѓутоа интенцијата е да ги стимулираме младите да се вратат во руралните средини, да го зголеми потенцијалот и земјоделското производство. Нормално ќе имаме дефинирање на стратешките производи кои што се важни за државата. Сегашниот предлог закон предвидува да на предлог на министерот владата носи предлог листа на стратешки производи кои што се битни за државата, кои што треба да влезат. Тоа ќе значи одредена заштита, производни цени дефинирани, бидејќи тоа сме го ветиле во изминатиот период и затоа сакаме да го ставиме во една правна рамка и нормално дефинирање на вистинската смисла на зборот земјоделец. Активен земјоделец. Конечно да влезе во значи, закон. Точно, да влезе во закон, што значи активен земјоделец, да се дефинираат правилата на игра, за да знаете, целта на законов е да даваме помош, стимулација на оние кои што навистина допринесуваат во процесот, кои што се потенцијал за зголемување на домашното производство и со тоа и самиот извоз. Јас сум оптимист, учествуваат повеќе луѓе во овој закон. Она кој ќе заврши гледањето на платформата, уште еднашка, дефинитивно пред да го пуштиме во владината процедура и со земјоделските здруженија, наука, комората стопанска и така натака, сите ќе го погледнеме и во една финална фаза, сите оние мислења кои што ќе бидат прифатливи, ќе ги ставиме во процедура и нормално пак ќе информираме јавноста за деталите кои што ќе произлегуваат. Другата тема која што силно одекна во јавноста кај земјоделците, бидејќи земјоделството е на некој начин веќе не е социјална категорија, треба да се гледа како бизнис, треба да се гледа преку бројки. Бројките што говорат за нашето земјоделство. Првите 10 месеци најавивте дека ќе видиме преку бројки дали сте сработеле нешто. Што покажуваат првите показатели до сега? Видете, ние практично го трошиме 11-тиот месец од нашето владение, од првиот момент влегување во владата, односно во министерството. Преземавме иницијатива за санирање на целиот процес. Вака грубо и се изразува. Прво го запремено и негативен тренд. Негативниот тренд. И сите оние политики, сите оние мерки и интервенции кои што сме ги правели изминативи 11 месеци, нормално треба да бидат измерени преку бројките. Она што излезе статистичките податоци од Државниот завод за статистика, споредбено со првиот квартал 24-та, со првиот квартал 25-та година, имаме сериозно поместување во позитива.
Јас тоа го комуницирав во медиумите, тоа ќе се обидам уште еднашка малку попластично, затоа што само на тој начин можеме да доловиме дека навистина правиме и носиме искрени и конкретни чекори и мерки кои што даваат резултат во делот на производството. За зелката знаеме, но дали е само зелката таа што придонесе за ваков раст? Игор, видете, во делот на она што го објави Државниот завод за статистика, во делот на откуп и продажба на земјоделски производи, споредбено со овие два квартали, имаме сериозен раст во делот на житата. Таму растот е 42%. Зборам споредбено 24 со 25. Во делот на градинарството, споредбено со 24 и 25 имаме раст од 50%. Во делот на овоштарство и лозарство 12%. Во делот на овошјето 12% раст, што е сериозна поместување во една позитивна насока. Во делот на сточарството поместувањето е трендот на раст е 13%. Во делот на млеко 9%, во делот на живини јајца 63%. Но кај имаме и негативен тренд во... Да, појаснувањето тука е дека... тука во делот, ако погледнете, значи сакам конкретно и крајно искрено, во делот на индустријските растенија имаме негативен тренд од 59%. Зошто? Затоа што 2024 година откупот на тутунот се случи во месеците јануар-февруар, бидејќи доснеше откупот, знаете дека имаше несогласување околу цената и така натака, и практично најголемата количина се откупи во првиот квартал 24 година. Сега, 2025 најголема количина се откупи во последниот квартал од 24 година, затоа што во месеците јануар, февруар 25 многу малку остана за предавање и затоа е тука тој дисбаланс. Инаку, ако индустријската култура имаме помалку тутун, точно, дека и таму имаме успех, споредете 24-та откупна сезона, таму имаме негде околу 14,5 милиони килограми, оваа година, односно реколта 24 имаме негде околу 24 милиони килограми. Значи таму имаме сериозен раст. Она што низ бројки е покажано дека навистина мене ми дава повеќе од дополнителна енергија да продолжиме засилено со ваквото темпо. Нормално не само откупот и продажбата на домашните производи. Ако го погледнете и извозот на земјоделски производи, во првиот квартал бележи раст од приближно 5%. Ако тоа го споредиме во сума, првиот квартал 2024 година извозот тежел некаде околу 152 милиони евра. Првиот квартал 2025 година истиот извоз тежел 163 милиони. Тоа е сериозно зголемување од 11 милиони евра само во еден квартал. Ако ваквата тенденција продолжи во наредниве квартали, а имаме сериозни показатели дека така идеме во сериозна позитива, значи ние годината ќе завршиме со некои 40-50 милиони евра плюс девизен прилив однос на извоз на земјоделски производи. Ќе ги пометалат ли малце сметките за некој супер раст, недостигот на праски и на јаболка? Сериозни беа таму што... Видете, измрзнувањата кои се случија во месец април заради ниските температури, кај дел од овоштарството, кај некои култури, кај праската, нектарината, дел од јаболката, сливата, кајси и така натака, ќе има недостаток на производна количина. Не можеме ништо против природата, ние работиме во идните мерки како да се заштитиме колку можеме од овие негативни ефекти, меѓутоа во останатите производни сектори, мислам дека трендот на раст ќе биде повеќе од очигледен. Субвенциите се секогаш тема што многу ги интересира земјоделците, се ближи рокот до кога треба да ги пријавуваат, да завршат со пријавување. Ќе имали поместување на роковите вообичаено знае да прави министерството таква отстапка за да им излезе во пресрет на земјоделците? Да, веќе од идната недела ќе почне аплицирањето за субвенциите. Тука имаме некое задоцнување од 20 на дена заради технички причини кои што практично агенцијата влезе во еден процес кој што го наследи од претходната власт во делот на системите кои што не беа превземени целосно адаптирани, меѓутоа па и беа зафатени со доисплата на субвенции реално. Така да ние на вчерашната седница донесоме одлука пријавувањето на субвенциите да трае до, односно е пролонгирано до 31.7. На тој начин оставаме повеќе од 2 месеци да имаат сите навремено да го запазат рокот на аплицирање кој што ќе следи во наредниот период. Во делот на субвенциите само би спомнал, исплатата е поредовна како никогаш до сега. Знаете млекото дека... го доисчистивте, млекото беше рак рана во субвенциите. Значи, сите оние субвенции кои што ги наследиме како заостанати и така натака, веќе се доведени на ситуација нула и веќе почнуваме редовно да ги исплаќаме субвенциите. Наредниве 10 дена ќе следи основната мерка која што од 2024 за овчарството и говедарството ќе биде пуштена према производителите. Пријавувањето ќе тече, како што кажав, наредниве 2 месеци.
Дополнително вчерашната седница, она што го бара овчарите за откупот на јагнето од реколта 25-та сега, што често го коментира. Дека има тежок услов за Така е, условот за 50% предадено во кланичен капацитет, на вчерашната седница условот го намаливме на 30% согласно барањата на овчарите од нашата држава, така да и тука излегуваме во пресрет на оние барања кои што заедно ги креираме и сите оние отворени прашања кои што ги имаме со земјоделците. Периодот во друга нормална година ќе правевме прилози дека почнува жетвата на јачменот, оваа година ќе доцни малку, но бргу ќе ни дојде и жетвата на пченицата. Почнувате ли подготовки, размислувања, другиве сектори полека ги изменаџиравте зелката, гледаме. Сега ви следуваат оние потешките, пченицата, па после ќе дојде грузото. Еве за пченицата ме интересира, се размислували како барем еве стоковите резерви да се вклучат на време, па и за оризот стоковите резерви некако не слушнавме, ги најавувавте стоковите резерви, уште не ги гледаме, некако се пролонгира и таа работа. Она што во минатото сум го зборил, денеска го практицирам, а тоа е да во земјоделството ги превенирате ситуациите, ги предвидувате отворените прашања и сите спорни моменти кои што би се јавиле. Ние во моментов, Игор, работиме на измена на закон за вино, каде што превенираме несакани ситуации кои што ќе ни се јават во делот на откупот на грозјото, иако сме неколку месеци повеќе од Уште не е родено грозјото. Така е, ние веќе работиме да го дефинираме процесот и правилата на игра, она што до сега не било дефинирано. Во делот на тутунот исто така работиме на измена, иако тутунот има уште 6-7 месеци до предавањето на оваа реколта. Во делот на жетвата која што за некои месеци половина од сега би се случила и би почнала како активност, и согласно ветувањето за стоковите резерви каде што мојата замисла е да стоковите резерви се полнат од сопственото производство. А некако претходно од Србија. Знаете дека досегашните правила на игра, дека согласно Законот за јавни набавки, Агенцијата стокови резерви распишува повик, влегува роба, пченица и останати продукти надвор од нашата држава, домашното производство останува неоткупено. Веќе во финална фаза е измената на законот, каде што се редефинираат правилата за набавка за стокови резерви. Поентата е да се набави домашна храна за потребите на државата за стоковите резерви, и тука ќе биде првата апликација во делот на пченицата и во делот на оризот. Знаете дека оризот влезе со последните измени во делот на стратешките производи за потребите на стоковите резерви, затоа можеби се пролонгира набавката. Не е целта само да објавиме за стокови резерви, па да ни влезе ориз кој што ќе дое надвор од државата, поентата е да се откупи нашиот домашен квалитетен ориз. Така да во наредниот период и со пченицата и со останативе култури ќе ги полниме стоковите резерви со наши домашни производи. Сосема кусо за крај, наводнувањето доправа почнува сезоната, подготвени ќе го дочекаме. Наводнувањето, она што во текот на зимските периоди се обидовме максимално да ги санираме системите за наводнување, иако беа во многу лоша состојба. Наводнувањето во делот на теквешијата е почнато навремено, без проблеми. Во делот на оризовите полиња, мислам дека се е завршено. Успеавме да ги фатиме оптималните рокови за сеидба, каде што приоритет ќе добијат крупните сорти, оние кои што се барани на домашниот и кои што ќе бидат субвенционирани. Така, и кои што ќе бидат субвенционирани дополнително. Вода ќе има и во делот на овчеполијата, така да мислам дека земјоделците треба да бидат спокојни. Хидроложката состојба многу се подобри за разлика од пред месец дена од претходно, каде што имавме недостаток на вода во акумулациите, така да мислам дека ќе завршиме со доволна и навремена количина вода кон секој еден земјоделец. Во тој сектор доправа ќе предстои работа, така да ќе правиме дополнително. Не велам дека сме завршиле се, меѓутоа она што било сериозна негатива, сега сме на една позитивна нула. Тоа е исто така основа за да продолжиме понатака, затоа што знаете, се она што треба да се гради не се гради за неколку месеци, треба некогаш да поминат и една и па и две производни сезони. Министре, ви благодарам за гостување. Благодарам на вашето присуство. Главната тема за денешната емисија ни е представувањето на новиот председател на Федерацијата на фармери. Стеванче Јордановски доаѓа од Прилепско, тој е цел живот земјоделец и го затекнавме буквално, немаше кога да го снимаме, бидејќи постојано беше зафатен и му поидовме на нива додека го расадуваше тутунот. Господин Јордановски, ве затекнавме среде работа, нова Жешко, новој припек, се сади тутунот, нема време за одмор. Како одат работите, како се погоди еве времето за вакви работи? Дали се одложи малце или е навремено ова садењето, расадувањето на тутун? Па вака, расадувањето на тутуно овде кај нас тука во нашиот регион малку се одложи поради врнежите. Али сепак не е многу доцна. Не е прераснат расадот, не? Не, во минатите години садевме малку подоцна,
а сега како иди почнуваме малку порано, што значи тука сме, отприлика се малку е одложено ради врнежите, ама сепак е во теке, не е проблем. Од друга страна па се добре дојдени тие врнежи, па Да, ќе да, добро да, вкоренување, потерување. Па врнежите се добро дојдени не само за садањето на тутунот, добро дојдени се и за другите култури, како што е, например, житото, пченицата, сончогледот и така натаму. Вие сте прво да ви честитаме, вие сте ново избраниот претседател на Федерација на фармери, честитки на изборот, голема работа, голема одговорност стои зад вас. Ве затекнавме со чизми, со капа. Не сте оној тип на претседатели во канцеларија. Па вака, да, јас се однодам колку ще малку еден месец, сум новиот претседател на Национална Федерација на фармери, исто и на управниот одбор на Национална Федерација на фармери. Точно сум со чизми, со капа, бидејќи сум земјоделец. Што имате од производство? Колку време сте земјоделец, како? Земјоделец, па не знам, земјоделец сум од знамо секогаш, бидејќи и моите се занимаваат со земјоделство и тие се уште активни. Јас со моето семејство, сопругата, децата, родителите, екзистираме секогаш од земјоделство и сега и мислиме во иднина така и да продолжиме со. Освен тутунов сега што го гледаме, што имате друго? Освен тутун имаме производство на житни култури, посебно пченица, некаде обработуваме површина од 50 на хектари, има тука и сончоглед, има и фуражни култури, нешто луцерка, бидејќи имаме и фарма од 30 на молзни крави и секако тутуно, ако не саиш тутун, не си прелепчанец. Ма и како идат годините, некако и сите земјоделци кажуваат таа теза. Од се по нешто треба да се има, не се знае каде што, па ние која вака година каква ќе биде. Производството викаме да биде мешано, во текот на годината да знаеме какви прилики, посебно климатските промени, кој сектор кога ќе биде погоден. Дали од суша, не знам, дали од премногу врнежи, дали од не дај Боже град. Так. И затоа ако едно потврли, да покрие се да друго. има нешто друго. Да. Ако се земе како пројдат тутунарите, како пројдовте годинава, би требало сите тутун да садат, ама не е баш така дека сите само тутун ќе садат. Секој си да предпазливо пат. Може да зголемат малце површини, ама тутуно отприлика тука најуспе во нашиот регион. Во Плевенскиот регион тутуно е најзастапен како култура и општо во земјоделството најголем дел е тутуно производство. Изминатата година не беше лоша реколтата, имавме многу добро лето, убави сончеви денови, набравме квалитетен тутун и горе-долу пројдовме добро, но сепак како иди се зголемува трошоко и нашите инпути во производството на тутуно, како ѓубривата, пестициди, хербициди, работна рака, нешто оди нагоре цена нема. Проблем тоа е како главен предизвик во последно време од земјоделството, работната рака. Не прашувате за цена, само да најдеш луѓе да се заврши работата. Па нема простор за цена, се прашува, само треба да се најде човек повеќе. Так. Како проаѓате со пласманот? Го спомна сончогледот. Стигаат ли до вас загрижувачки информации? Сончогледот најавува фабриката Кристал, пошто не се зголемуваат површините, некако стагнираме на тие некои 3000 тони годишно. Најава дури да му се исплати производството. Не гледа некој напредок, некој зголемени субвенции, зголемен интерес кај земјоделците, а е многу значајна култура. Ако и таа изгубиме, со што останав? Па ние година назад кажуваме дека општо откупните цени се многу ниски, посебно во житните култури. Сончогледот така имаше една-две добри години, каде што имаше добра цена. Нормално тука компензираме и со субвенцијата, поддршката од државата, која што е многу битна. Сега, наредниве 2 години, сончогледот цената почна да паѓа континуирано, како подкупувачите кажува дека тоа е како бербенски производ, на берзата има поевтино и дека има и ова некое сирово масло кое после се преработува, тука се рафинира. Така, и тој треба да конкурира на полица да му се продава, не може 150 денари да го продава. Видата е приказна таква. Така. Која е вистината? Кај треба да се најде негде на средина работа. Ги спомна климатските промени, стануваат се поголем предизвик. Еве неколку години наназад се некакви проблеми има. Јас мислам дека климатските промени станува како се така и во идниот станува се повеќе предизвик за општо за човештвото. А тука нормално е и како еден од најпогодените сектори ќе биде земјоделството. Бидејќи имаме периоди кога имаме врнежи, а нема потреба, а имаме периоди кога пак има потреба од врнежи, а има долги сушни. Не се равномерно распоредени. Не се истори наеднаш врнежите, па после ќе не изгори пекол летос. Тоа како за нас земјоделци, како за нас за Национална Федерација на фармери, ние во иднина
планираме и се фокусираме баш точно на тие предизвици, како што е климатските промени, како што се пласманот, продажбата и секако да се обезбеди пристојна цена за земјоделските производи. Добро, тука како организација ќе предлагате, ќе лобирате кај институциите да се носат мерки. Не е дека не постојат мерки. Мора, гледаме развиени земји одат. Сега некои мерки коштаат поскапо, но мора да се преземат мерки. Вака оставени сами земјоделците до кај ќе терат. Мерки има по светот, мерки има и кај нас. Значи ние како Национална федерација, јас како председател, заедно со управниот одбор, заедно со извршната канцеларија и со сите други членови, континуираме да даваме континуирано предлози од терен, предлози кои тоа го правиме преку подсекторските групи во Министерството, каде што сме членови и сме социјоекономски партнер на Министерството за земјоделство, шударство и стопанство и заеднички се трудиме да бидеме во тек, во чекор со времето, да ги следиме тие климатски промени, да се прилагодиме. Сега колку ќе успееме, тоа е прашање и на време, прашање и на финанси. Така, освен предлагање околу климатските промени, го задржувате ли правецот на Федерацијата на фармери кој што претходно беше зацртан? Не знам, подршки за рурални жени, за ранливи категории. Секако, да. Дали на тоа исто ќе се продолжат сите, нели, сега независно што до сега била жена председател, па сега е маж, тука не значи дека ќе се менуваат политиките. И кога беше жена председател и сега ние во престежниот период секако дека ќе продолжиме со лобирањето, застапувањето, ајте посебно на жената земјоделец, на руралните жени. Исто така ќе се залагаме во иднина за да се вклучат се повеќе млади во носењето на земјоделските политики, исто и во самото производство да бидат вклучени младите. Тука ќе се стави акцент исто и на што е многу битна работа здружувањето на земјоделците. Сега знаете вие дека се промовира некоја нова форма на здружување. Тоа е организација на производители или група на производители. Што ќе значи тоа? Што еве вие како федерација го имате спомнато неколку пати и дека ќе застанете силно за тоа. Што практично ќе значи еве да го сватиме? Сега се во тек измени во законот, знаете вие закон за земјоделство, мислам или целосно нов закон за земјоделство, во стопанство, шумарство и за закон за рурален развој, каде што овие групи на производители ќе бидат посебно поддржани. Тоа во тие групи на производители ќе можат да членуваат покрај индивидуални земјоделци и кооперативи ќе може. Значи ќе може и како правни лица да се дружуваат. Фирма, откупувач, маркет, нешто, се ќе може. Да, заеднички ќе може, да. И тоа да биде како форма на здружување, како организација на потрошувачи. Организација на производители. На производители. Да. Или група на производители. Добро. Тоа е нешто ново и за нас тука. Веќе слушаме дека во Европска унија функционира тие, дека добро функционира. Ние планираме и некои студиски посети на тој план, дел од нашите земјоделци да појдат некаде надвор да видат како тоа функционира. Да се пресликаат некои идеи, некои идеи да заедно за нас тука прифатливо. Со министерството, со државата, со заеднички труд и да се вложи да се проба и тоа сето ќе дојде добро во пресрет на овие нови најави, нови ланци на маркети ќе влегуваат во Македонија, тие ќе бараат. Па се надеваме дека ќе бараат производ, ама ќе бараат и со кого можат да седнат на масата да договорат, не можат од нива до нива да идат. Се надеваме дека е на таква форма на здружување, се уште е нова, значи се уште во тек на разгледување, ама како што слушаме мислиме дека ќе биде и добро. Може ли таквата форма да биде решението за да речеме немањето до оние финални доработки, постбербени доработки, не знам, калибратори, сега на секој сам да купи калибратор за некој производ, е многу проблем, а преку ваквите начини е финансиски неисплатливо. А ваквите начини можат и тој проблем да го решат. Здружени еден калибратор, сите ќе го користат. Па и баш во таа насока треба тие организации да функционира. Земјоделците се здружат заеднички да настапува на пазарот, да се подобри пазарните врски и заеднички да набавува сите репроматеријали и еве механизација за обработка и за преработка и доработка, зависи во кој дел на што ќе се одлучи. Ги спомнавте преска младите. Многу важен фактор за да имаме земјоделство, да имаме производство на храна, но некако политиките досега се сведуваат на едни мерки со мали модификации. Сметате ли дека е дојдено време дека нешто мора радикално да се смени или не знам да се ископираат други модели кои што се
ефективни, попривлечни за младите, зашто не гледаме некој оде кај младите дека силно се враќаат во земјоделството. Па, А многу се важни. Па, искрен да бидам, некако земјоделството стана кај нас, па и може и во другите земји околу нас, некако како бизнис не е атрактивно за младите, бидејќи младите повеќе се насочени посебно сега во овој IT сектор. Работа со компјутери, нема многу движење, се седи на едно место и се работи. Не се вака по ниви да се печат. Земјоделството е, еве, гледаме трудотензивна работа, бара работа, Па и ризична. па и ризична, пошто викаме е на отворено, цело време е изложена сите атмосферски влијанија и ретко кој би се охрабрил од младите да вложи во земјоделство. Ама мислам со први едукација, со промовирање на секторот земјоделство, тоа треба, мислам дека се почне што од мали на децата да му се кажува дека храната е тука на нивата, не е храната во маркетот. Храната во маркетот е нешто последно. Таму на крај доаѓа. Таму на крај доаѓа. Да бидат луѓето, први ни големите, после децата свесни дека храна мора да има и некој мора и ова да го работи. Искрено, без храна нема Добро, живот. ама младите знаете како размислат. Има ли исплатливост? Он гледа од постарите дека едва ја врзуваат крај со крај и вика зошто ја да се нафатам кога нема исплатливост. Друго е кога ќе државата ќе рече, не знам, еве примери од соседството гледаме. Ќе му даде 50.000 евра, Па, во пример, опрема, во например, штала, во нешто и ќе го врзи 5 години да биде Јас како земјоделец. што имам информации, во Словенија има многу добри примери за младите. Така. Му се дава по 50.000 евра, по 60 и тоа и неколку години во зависност од она како се развива стопанството, значи поддршката е многу силна. После треба да се вложи во механизација, во модерна. После кој ќе ги пробрави да тој првите години, после тој сам ќе остане натаму во земјоделството. Првите како- критичните години да ги преживее. Секој како во секој друг бизнес дура се почни, е тешко после кога ќе се навлези, полека се ствара и рутина, некоја. и рутина има и на љубов према работата. Так, Према било која работа, па така и према земјоделството. Посебно во сточарството многу може да се најде, многу ретко да се најде млад кој сака да вложи или кој сака да работи. А таму ни се најцрни бројките. Таму се бројките најцрни, тука имаме еден проблем кој со години нанада да се провлекува, а мислам дека ќе се реши сега. Барем така имаме ветување за брзо да се реши со државата и со надлежните институции, а тоа е легализација на фармите. Бидејќи ние над 90% во Македонија фармите се нелегални фарми. Од тука одма не може да аплицираш во ние на програма, посебно во ИПАР програмите. 10 на 12 Па години. ни у банка за кредит, па ни Па за нема ништо. банка, има само регистрирано гледувалиште на говеда или Како да е во на- воздух, нема на никаков овци, документ друг. Како да, баш како во воздух лебди, а немаш Црно на бело, Нема, да. да. Добро, планови, други идеи за како ја гледате федерацијата во следните години, како чадор организации, како организации на здружување на земјоделците, ваквите организации се многу значајни. Многу важна улога имате во земјоделството. Планирате повеќе здруженија да се обратите, да обиколите, да ги анимирате да влезат во оваа организација. Секако да го планираме да се заселува повеќе здруженија, повеќе индивидуални членови, повеќе млади, повеќе жени. Ние како организација и во минатото и сега во престаниот период пред нас сме фокусирани на тоа. Правиме разни промоции на организацијата, се организира разни обуки за членовите, па и студиски патувања, се излегува пресред, лобирање, застапување, значи се што е потребно и се што е врзано со овој сектор земјоделство, ние се трудиме колку што е во рамки на нашите можности да направиме. Така, еве ќе го земам примерот со жените со трудничкото. Кога преку федерација си се пожали, а сама федерација лобираше во министерство, се подкрена на повисоко ниво и полека се најде решение. Може 2-3 години на контрактна работа, посебно колешките, жените што се дел од федерацијата, се трудеа и со наша поддршка секако и од нас мажите. И ете се успеа да се излобира да влезе во програмата за рурален развој. Какво такво има решение? Да, како во програма интервентно има за сега решение, ама тоа се трудиме во иднина с него преговори со надлежни институции да биде и да системски да се реши, да биде трајно. Да биде трајно да се има и болничко боледување, и трудничко и мајчинство сега. Да бидат равноправни земјоделците со другите вработени. Да, како другите вработени, да. Благодариме ви, посакуваме успех во натамошната работа. Ви благодариме и вас што ни посетивте. Се надеваме дека ќе има успех. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Се гледаме само за 7 дена.